Скромно, без многу луѓе и без трпеза во центарот на градот, вака денеска Прилеп по 15 пати ја одбележа градската слава Свети Никола, која цели 14 години беше вистински препознатлив бренд за градот. Празнувањето започна со божествена литургија во црквата Свето Благовештение, а потоа поради вирусот COVID-19 и почитувањето на протоколите. Во центарот на Прилеп кај параклицот посветен на Свети Никола се изврши прережување на славскиот колач на кој присуствуваа само градоначалникот на Прилеп и годинешниот домаќин прилепскиот бизнисмен Тони Тарунџиевски. Поради тоа што годинава славата не можеше да се одбележи според сите обичаи и традицијата, не се бираше нов домаќин, туку идната година повторно домаќин ќе биде Тарунџиевски. Оваа година поради настанатата ситуација ќе го славиме поскромно. Се надевам дека следната година ќе биде како што треба, сите ќе видиме во некој нормален свет, а не вака во некои чудни времена. Нека ни е напомош денов, на сите нека ни е за многу години. Инаку празникот Свети Никола за своја куќна слава го имаат скоро половината од жителите на Прилеп. Денеска беше упатен и повик граѓаните на денешниот ден да ги почитуваат сите мерки на Комисијата за заразни болести. Сакам во оваа прилика на сите граѓани, на сите семејства што го слават овој голем празник, да им го честитам, да им посакам пред се добро здравје, среќа, радост. Прилеп стана познат по својата слава по тоа што во 2008 година влезе во Гинисовата книга на рекорди со подготвени 80.000 мали постни сарми токму за овој ден. По повод празникот во Прилеп по 12 пат се одржува и голема хуманитарна акција. Во сите цркви во градот се поставени специјални кутии за парични донации. Со собраните средства потоа ќе се купи храна и средства за хигиена за социјално ранливите категории граѓани.